Добар ден, почитувани. Стартува најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Денеска ќе зборуваме за покаченото ниво на мастите во крвта, поточно за холестеролот и триглицеридите, без кои животот би бил незамислив. Но доколку се наоѓаат во покачени концентрации, тогаш ризикот за кардиоваскуларни заболувања расте. Колкави се препорачаните вредности на холестеролот и триглицеридите во крвта и што се презема доколку нивните вредности отстапуваат од нормалата? Дали сме сите подеднакво подложни на лошото влијание на холестеролот? Кога се препорачува промена на животниот стил, а кога медикаментозна терапија, ќе го запрашаме доктор Александар Милосављевиќ, специјалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го погледнете по рекламниот блок. Што е холестерол и зошто толку се плашиме од него? Дали се важни и вредностите на триглицеридите? За мастите во крвта денеска разговараме со доктор Александар Милосављевиќ, специјалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Кога зборуваме за липиден статус, всушност зборуваме за масти во крвта и мислиме на холестеролот и триглицеридите. Сега има едно врежано убедување дека холестеролот е злокобна молекула. Но може ли нашето тело, човековиот организам да функционира без холестерол? Значи, пред се холестеролот представува липид кој што спаѓа во групата на стероли. Самиот збор стероли укажува дека холестеролот е составен, односно од молекула која што е составена од стероиди и алкохол. Биохемиски кажано. Холестеролот во суштина е многу важен за нашиот организам, но е многу важно да биде во референтни вредности, односно во нормални граници. Зашто е важен? Заради тоа што тој учествува во функционалната градба на клетката, односно во сите мембрани на клетките, учествува во синтезата на хормоните, односно на естрогенот, на прогестеронот, на тестостеронот, на алдостеронот, учествува во градбата на миелинската обвивка, значи градбен елемент, на миелинската обвивка во мозокот, фактички составниот дел на продолжетокот што е всушност аксонот, на мозочната клетка. Да, на мозочната клетка. Понатаму битно е тоа што тој учествува и во други синтези, односно синтеза на витамин А, витамин Д, витамин Е. Холестеролот, значи, според тоа, учествува во многу важни функционални информации и задачи во организмот и заради тоа ни е неопходен. Значи, без него не би можеле најнормално да функционираме. А каде се создава? Дали се создава природно во нашиот организам? Да, значи, природно се создава. Негово главно место на синтеза му представува црниот дроб, а покрај црниот дроб исто така може да се создава и во надбубрежната жлезда, во мозокот, како и во тенкото црево. А го внесуваме и преку храната. Кои се главни извори на холестерол од исхраната? Главни извори на холестерол, значи збориме сега за здрави масти, значи јаткасти, плодови, бадеми, лешници, понатаму жолчката од јајцето, од вареното јајце, рибата, конкретно лососот, скушата, сардините, туната, тие. Да. Но има извори кои што не се соодветни, како што е, например, брзата исхрана, пржениците, односно... А на тоа се темели, всушност, исхраната на современиот човек, за жал? Да. За жал, во последно време, исхраната, брзиот начин на живење, динамиката на животот не ни дозволува баш на сите да си овозможиме здрав начин на исхрана. Докторе, кога зборуваме за холестеролот, при лабораториските анализи има LDL и HDL вредности. Сега, луѓето тие ги толкуваат како лош и добар холестерол. Па кој е лош, кој е добар и дали воопшто може да зборуваме за лош и добар холестерол? Постои ли реално таква поделба? Апсолутно постои таква поделба. Значи, лош холестерол е оној холестерол кој што се пренесува од липопротеините со ниска густина. Затоа се вика LDL, low density липопротеин холестерол. Значи, се пренесува од липопротеините со ниска густина. Додека добриот холестерол е тој кој што се транспортира од страна на HDL липопротеините,
односно липопротеините со висока густина. И всушност морам да потенцирам дека во липидниот профил и воопшто во одредувањето на кардиоваскуларниот ризик, главно место играат липопротеините. Значи, покрај вкупниот холестерол што се одредува со триглицеридите во липидниот профил, главно место играат липопротеините и врз основа на нив ние ја Тоа што е титрираме. ЛДЛ, така? Како? ЛДЛ? Да, ЛДЛ конкретно, одговорен значи за третманот. Добро. Ние ја титрираме врз основа на тоа терапијата. А исто така е многу битно да се потенцира дека ЛДЛ-от конкретно игра многу важна улога во наталожување, односно депонирање на масните наслаги на ниво на интимата на крвниот сад, фактички за создавање на атеросклеротична кардиоваскуларна болест. Значи, тоа е еден од најодговорните во патогенезата на атеросклерозата. Дали сме сите подеднакво подложни на лошото дејство на овој ЛДЛ, односно на лошиот холестерол? Конкретно на лошиот холестерол, да. Заради тоа е многу битно да одржуваме здрав начин на живење, здрав начин на исхрана, водена по можност од нутритивен програм, да вметнуваме редовна физичка активност и така натаму. Да проговориме и за триглицеридите. Да. И тие може да бидат покачени. И тие може да бидат покачени. Конкретно триглицеридите представуваат липиди кои што се неискористени енергетски резерви. Значи, се што ќе внесеме како храна представува калорија која што доколку не ја користиме се депонира во вид на триглицериди. И баш поради тоа е многу битно, значи истото важи и за триглицеридите, да вметнуваме значи здрав начин на живот, односно редовна физичка активност и здрава исхрана. Докторе, а покачените триглицериди се поврзани со внес на масти или пак со внес на шекери? Покачените триглицериди конкретно иницијално се поврзани со внесот на мастите. Значи со црвеното месо, со свинското месо, телешкото месо, фаст фуд, значи брзата исхрана, трансзаситените масни киселини, рафинираните нутритивни продукти и така. Да проговориме и за атеросклерозата. Споминавте дека тоа е всушност ложење на мастите на зидовите на крвните садови. Да. Кај сите лица со зголемени масти може да дојде до атеросклероза? Значи, атеросклероза може да доведе кај сите. Значи, кај сите личности може да дојде до стварање на тие масни наслаги. Фактички тие масни наслаги кои што настануваат се стварат уште од интраутерино, уште кога човекот не е уште роден. Така да тие масни пруги, така кажано, на некој начин се детерминирани генетски како ќе се развиваат. Значи, кај некои личности, односно индивидуи, тие масни пруги се развиваат или порано во атероматоза и атеросклероза и стварање на поголем ризик за кардиоваскуларна болест, додека кај одредени индивиди подоцна. Но што е тука различно? Тука е различно што всушност начинот на живот, здравата исхрана, редовната физичка активност, избегнувањето на цигарите, значи е тоа кое што всушност ќе ни детерминира дали ние ќе го земеме патот пократко, односно побрзо до атеросклероза или ќе си го пролонгираме. Инаку, секако дека тој процес тогаш ќе не стигне. Вела дека атеросклерозата започва уште во детството. Дали има вистина во тоа? Да, апсолутно. Да, како што реков, значи масните пруги се создаваат интраутерино и си продолжува си продолжуваат, да. Значи тоа е еден процес, да, кој што трае од најраната возраст. Да. А ќе се зголеми ли ризикот за појава на атеросклероза доколку имаме покачен крвен притисок или ако имаме некоја хронична болест како што е дијабетес? Апсолутно, заради тоа што ова се коегзистирачки кардиоваскуларни ризик фактори кои што заедно играат улога и всушност представуваат еден вид пријатели со хиперхолестеролемијата, значи хипертензијата, дијабетот, сите заедно учествуваат во што побрзо да дојде во организмот до одреден кардиоваскуларен настан.
конкретно за притисокот. Значи, покачениот крвен притисок предизвикува зиден стрес на ниво на крвните садови. Овој зиден стрес ги оштетува ендотелните клетки, односно имаме едно нарушување на ендотелот, на интимата на крвниот сад и покрај депонираните атеросклеротски плаки или стварање на атероми од страна на хиперхолестеролемијата, овде имаме потенцирање на истиот процес, заради тоа што хипертензијата, високиот крвен притисок, му потпомага на холестеролот да си се подобри. Истото важи и за шеќерната болест. Затоа треба да се внимава и Апсолутно, на сите ризик фактори. Притисок и да се регулира шеќерната болест доколку некој има таков проблем. А кои се најопасните последици од атеросклерозата, кои што се поврзани со покачените масти во крвта? Значи најопасните последици се стварање на атеротромбоза, односно компликација на самата атеросклеротична кардиоваскуларна болест, пред се ако имаме изразена атеросклероза на ниво на крвните садови што го хранат срцето, односно коронарните артерии, ќе имаме миокарден инфаркт. Ако имаме изразена атеросклероза на ниво на мозочните крвни садови, ќе имаме мозочен удар. Ако имаме изразена атеросклероза на ниво на артериите на долните екстремитети, првенствено ќе имаме една клаудикација која што представува уствари болка при движење, при пешачење, а следствено ќе настане и одреден процес означен како значајно стеснување на периферните крвни садови или оклузија која што може да иде со акутна исхемија на долните екстремитети, односно целосно, комплетно намалување на крвоснабдувањето. Намалување всушност на диаметерот на крвниот сад. Докторе, доколку бидат зафатени, да биде зафатен некој крвен сад, да речеме, на ногата со атеросклероза, постои ли ризик проблемот да се јави на друг дел од телото, на крвните садови во телото? Апсолутно. Заради тоа, по дефиниција представува атеросклерозата системско генерализирано заболување на малите и средните артериски крвни садови. Според тоа, ако имаме изразена атеросклероза на ниво на долните екстремитети, веројатноста за развој на значајна атеросклероза или миокарден инфаркт и мозочен удар на ниво на крвните садови што го хранат мозокот е исто така присутна. Затоа е важно да се обидеме да спречиме да дојде до атеросклероза, иако споменавте дека таа се одвива во текот на животот, но да не прогресира со некоја брзо темпо. Точно. Сега, тоа се прави со, меѓу другото, и со редовни контроли на мастите во крвта, кога треба да се направи лабораторија, да се земе крв за да се испита липидниот статус. Треба ли на нешто да внимаваме пред да отидеме и да ја направиме лабораториската анализа? Важно ли е што сме јаделе претходниот ден, например? Значи, апсолутно е пожелно липидниот профил кога ќе се одредува тоа да биде нагладно, заради тоа што тогаш ќе имаме една дефинитивна и попрецизна проценка во однос на моменталната состојба кај пациентите. И следствено на тоа, значи липидниот профил ќе го одреди начинот како треба да ја третираме болеста. Односно, зависно од категоријата на кардиоваскуларен ризик која што спаѓа кај конкретниот пациент. Значи, можете да пресметате како со некоја формула математички ризик фактори и количина на масти, на липиди, ако добро ве разбрав? Значи, количина на масти липиди, кардиоваскуларен ризик, во која категорија спаѓа пациентот и следствено на тоа доколку... А ризиците се, извинувам што да прекинав, покачен крвен притисок, шеќерна болест, цигари, така? Пушење на цигари, да, значи седантерен начин на живот, физичка обезност. И дебелината е тука ризик фактор. Да, и дебелината апсолутно. Поголотово висцералната дебелина. Стомачната. Така, да. Адипозно ткиво на ниво на стомакот. Фактички, како метаболен синдром, состојба на хипертензија, хипертриглицеридемија, диабет и абдоминална обезност. Докторе, точно ли е дека оние кои што имаат проблеми со тироидната жлезда, односно незина намалена функција, секогаш ќе имаат покачени вредности на липидите во крвта? Точно.
Значи, голема е веројатноста тие пациенти да имаат покачени липиди во крвта. Зашто? Заради тоа што самата хипофункција на тироидната жлезда, односно хипотироидизмот, води до генерализирано забавување на базалниот метаболизам. Следствено, имаме намалена екскреција, елиминација и одржана концентрација на нивото на липидите во крвта. Според тоа, имаме хиперхолестеролемија во услови на забавен базален метаболизам. Значи, индиректно или како последица настанува. Од друга страна, истата приказна е и за хроничната бубрежна болест. Значи, тука станува збор за нарушена елиминација, нарушен клиренс и автоматски може да останат мастите, односно липидите во поголеми концентрации. А што е со жените кои што ќе влезат во менопауза? Се менува ли кај нив липидниот статус? Да, се менува, заради тоа што жените, значи, до менопаузата се генерално заштитени од овој процес, со оглед на тоа дека имаме активност на женските хормони, конкретно на естрогенот, кој што по менопаузата значајно опаѓа во неговата концентрација и автоматски доаѓа до изложеност кон ризикот за развој на масни депозити, односно атеросклеротична кардиоваскуларна болест, еквивалентно на мажите. Доктор, споменавте дека обезноста е ризик фактор за појава на зголемен холестерол, но и триглицериди во крвта, но има и слаби луѓе кои што немаат никаков проблем со покачената телесна тежина, а сепак во лабораториските анализи добиваат резултати со покачени вредности на холестеролот и на триглицеридите. Зошто тоа се случува? Најчесто представува генетски детерминирана основа и тука може да станува збор пред се кога зборуваме за фамилиарна хиперхолестеролемија. Значи, состојба која што ја има како пациентот, така и неговите блиски членови од фамилијата. За фамилиарната хиперхолестеролемија е многу важно да се детектира дали е хетерозиготна или хомозиготна, со оглед на тоа што хетерозиготната фамилиарна хиперхолестеролемија ќе ја диагностицираме или пронајдеме кај оној пациент каде што имаме тотален или вкупен холестерол над 8 милимоли на литар конкретно, имаме ксантоми. Што се тоа? Ксантоми, масни насваги, значи околу очите, понатаму лак околу корнејата на окото, аркус корнеалис, и автоматски во тој начин на диагностицирање на крај може да помогне и ДНК анализата, односно генетското тестирање, затоа што кај овие пациенти најчесто постои мутација на ниво на ген кој што го ја кодира дефициенцијата на ЛДЛ рецепторската експресија. Значи тука ЛДЛ рецепторот е нарушен и не може да потпомага ЛДЛ-от од циркулацијата да биде вбризган во црниот дроб и да се намали крвната концентрација на ЛДЛ конкретно. Предпоставам дека за тоа има некакво решение. Има секако. Но ќе зборуваме во делот за начинот на третманот, а сега да ни појасните кои се посекуваните нормални вредности на вкупниот холестерол и дали вредноста на вкупниот холестерол е исто што и вредноста на ЛДЛ и ХДЛ. Како се прават анализите? Значи, пред се прават основни анализи на липидниот статус. Во основни анализи спаѓаат ХДЛ, вкупен холестерол и триглицериди. Значи, тука не се спомнува нигде лошиот холестерол, кој што е всушност главната точка преку која ние ја титрираме терапијата или знаеме пациентот дали добро е регулиран или не. Многу е важно, значи, тоа е еден мал пропуст кој што повеќемина луѓе не го знаат, да се прави покрај добриот ХДЛ, вкупен холестерол и триглицериди и ЛДЛ. Значи лошиот холестерол, за да знаеме точно какво е нивото на лошиот холестерол. Соодносот, да. Со тоа да знаеме за терапијата. А терапијата ќе зависи во однос на кардиоваскуларниот ризик
Што споменавте претходно? Да. Во однос на ризик факторите и потоа се прават анализи. Но Точно. која е во принцип нормалната вредност на на LDL? На LDL конкретно, значи нормалната вредност Предпоставам дека има различни референтни вредности во зависност од лабораторијата. Да, зависи од кардиоваскуларниот ризик, значи категоријата. Да. Тоа значи кај некој што има нормална вредност референтна, значи има нормална вредност на холестерол, докторот може да процени дека таа вредност всушност за него е висока? Да, еве ќе ви кажам пример, значи пациент со миокарден инфаркт, значи докажана атеросклеротична кардиоваскуларна болест, ако има LDL 2 милимоли на литар, тоа не е доволна терапија. Заради тоа што во основа лабораториски нормално е под 3 милимоли на литар. Значи кај овие пациенти, затоа што станува збор за пациент со многу висок кардиоваскуларен ризик, LDL концентрацијата треба да биде според европски препораки нормално под 1,4. Значи не 2, туку 1,4. Ако имам екстремно висок кардиоваскуларен ризик, односно во текот на 2 години од првичниот кардиоваскуларен настан, повторно имаме, независно дали миокарден инфаркт, дали мозочен удар, дали периферна артериска болест, тогаш потребно е под 1 да биде. Значи, што помалку, тоа подобро. А го земате предвид и HDL или не? Реално, според европските препораки, пак ќе кажам, не игра улога во однос на прогнозата. Да, точно, он е поврзан со подобрување на кардиоваскуларната состојба, но конкретно LDL-от е детерминантата која што треба да се следи, односно да се даде внимание. Кај пациентите со низок или пак умерен кардиоваскуларен ризик, кој што се забележува отстапување во вредностите на холестеролот, но и на триглицеридите, кој е првиот чекор за нивно нормализирање? Што им препорачувате? Кај овие пациенти, со оглед на тоа дека немаат силни кардиоваскуларни ризик фактори, како што се значајно покачено ниво на тотален холестерол, диабет, односно шеќерна болест, хронична бубрежна болест, автоматски овие пациенти, асимптоматски, навидом здрави, спаѓаат во групата на умерен или лесен кардиоваскуларен ризик. Кај овие пациенти е паметно да се отпочне со нефармаколошки третман, односно примена на здрави навики во животот. Како што реков, редовна физичка активност, замена на лошите масти со добри масти во исхраната, односно добра нутриција, понатаму престанок со пушење, намалување на абдоминалната дебелина и така натаму. Ги мерите пациентите во струкот? Да. Има некои вредности за мажи и за жени кои што треба се 94 сантиметри за мажи, под 94, а 88 е некоја горна граница за жените. И неколку пати во емисијата повторуваме дека тоа не зависи од нивната висина, кај сите мажи, кај жени треба да бидат вредностите под овие кои што ги наведовте, бидејќи стомачната дебелина е сериозен ризик фактор. Ја споменавте физичката активност. Дали физичката активност е секогаш предуслов за нормализирање на мастите во крвта? Да, значи физичката активност е важна, но сама по себе нема да може да придонесе многу. Значи, до некој степен сите фактори, значи кои што учествуваат во намалување на концентрациите на мастите, многу подобро синергистички делуваат отколку поединечно. Например, ако имаме ние редовна физичка активност, а имаме лош начин на исхрана, не сме направиле ништо посебно. Мислам, сме направиле, али пак не е доволно. Не е доволно. Може и подобро. Медитеранскиот начин исхрана дека е здрав кога станува збор за мастите во крвта. Сега доколку некој направи вакви паметни промени во животот, а не е генетски предусловена оваа промена на вредностите на холестерол и на триглицеридите,
кај колкав дел од нив ќе очекувате и ќе забележите позитивни резултати? Дали кај сите ќе се нормализира нивото на мастите во крвта? Генерално да, со оглед на тоа што тука ќе биде многу важна волјата на пациентот, конзистентноста, дисциплината. Значи тука малце и мисловното ниво на пациентот е важно, сам на себе да си даде задача да си го подобри здравјето на здрав начин, што се вика. Да се само мотивира. Да се само. Но некогаш промената на животниот стил не е доволна. Не е доволна. И тука настапува медикаментозната терапија. Така е. Медикаментозна терапија. Статините. Статините. Луѓето не ги сакаат, веднаш да започнеме од тука. Так. Каква терапија е тоа? Значи вака, статините конкретно се лекови кои што ја инхибираат синтезата на холестеролот во црниот дроб. Работата е тоа што овие лекови се поврзани со одредени нус ефекти. И пациентите обично заради тие нус ефекти, како што се пример развој на новонастаната шеќерна болест, развој на мијалги или мускулна болка или во најекстремни случаи рhabdomиолиза, ги избегнуваат. Исто така водат до покачување и на хепаталните ензими, односно АСТ и АЛТ. Но Тоа значи дека го штетуваат црниот дроб или не? Па генерално не. Генерално не, заради тоа што тие се потребни за организмот. Значи, затоа и се следат, се мониторираат тие параметри. Доколку, например, еве АЛТ, аланин аминотрансферазата од црниот дроб, се покачи, значи, над 3 од горната референтна вредност, тогаш може да се каже дека стварно доведува до оштетување, односно дека треба да се намали или прекине дозата на конкретниот статин. Во однос на дијабетот, многу е битно да се направи разлика дали самиот третман е поважен отколку опасноста за некој да развие шеќерна болест. Со оглед на тоа, имаме параметар кој што се следи, односно гликозилираниот хемоглобин, хемоглобин А1С. Тој ќе ни укаже на тоа дали пациентот има зголемен ризик за развој на дијабет. А обично предиспонирани за развој на дијабет се оние кои што имаат предијабет, односно нарушена глукозна толеранција на гладно или нарушена гликоза или нарушена гликоза на гладно. Тоа е тест оптоварување кој што се прави? Така, орален глукоза толеранс тест. На таков начин се проценува. Докторе, само да ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта, почитувани од тој момент емисијата Контакт на сите прашања кои што се поврзани со нивото на мастите во крвта, можете да ги поставите во денешната емисија и секако да добиете одговор од доктор Александар Милосављевиќ, кардиолог од клиничката болница Жан Митрев. Докторе, дали ова терапија е доживотна? Оваа терапија е за жал доживотна за оние со висок и многу висок кардиоваскуларен ризик. Јас повторно се навраќам на кардиоваскуларните ризици. Значи, оние пациенти кои што имаат хронична бубрежна болест, кои што имаат шеќерна болест повеќе од 10-20 години, кои што имаат докажана атеросклеротична кардиоваскуларна болест, миокарден инфаркт или било каква васкуларна болест, или имаат значајни масни наслаги на ниво на артериите, тие пациенти мораат доживотно да земаат терапија со статини. Со тоа што нормално таа терапија со статини треба да биде дозно зависна, значи дали пациентот ја толерира, колку ја толерира и заради тоа може да се комбинираат овие лекови. По можности да се заменат. Значи постои, не го спомнав, лек езетимиб се вика, значи тој е инхибитор на холестеролската абсорбција на ниво на цревата и истиот ги нема нус ефектите од што ги имаат статините. Да. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност да се вклучат во денешната емисија. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Ало, поздрав на емисијата. Ви благодарам. Имам прашање на докторот. Така, ве слушаме. Докторе,
На мене ми открие холестерол 2014, јас сум од Кочани. Имала сам 12 холестерол, скупен. Они тука ми викат уреција. Потоа лежав во болница и докторите ми кажаа дека холестеролот е многу висок. 2014 ми открија дека имам тлаки на каротидите од 20 до 30 степени. Меѓутоа сега стигнаа од 30 до 40. И ми дадоа да пием лекови, аспирин и до сега ги памтев, оние другите. За масти ви дадоа? Да не ви За дадоа? масти. Да, статини ви дадоа, така? На статин ми дадоа од 40 аторикс, а за циркулација ми дадоа аспирин и И уште Сега некаков да. лек пиете за циркулација, така? за циркулација, ама тие другите што ги пиеш за циркулација, нозите од колената надолу ми помодрува, поцрнеа ми. Аха. Тие ми ги учинаа и ми ги оставија само аспирин. Меѓутоа и од аспиринот по новите многу модринки имам, а на раците од лактите до џогланите имам подкожно краварење. Кравањето не ми се сопира уште, а по новите модринките ми се сопреа ми ги и аспиринот. Така, сега не примате ништо, ако ве разбрав Сега добро? да, ништо не примам. И прашањето ви е што можете да примате за да се подобри вашата состојба? Да, едно прашање имам. Добро. И ми се намали функцијата на бубрезите до 3 степен. Аха. Дали е можно од тоа, докторот ми вика можно и генетски, кај нас ја не памтам некој да имал генетски, и сакам докторот да ми одговори на тоа, а холестеролот сега ми е, да ви го прочитам само. Само побрзо ќе ве замолам, бидејќи ми други гледачи. Холестеролот е 3,45, Добро. АСТ-то е 29, ЛД-то 17. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Сега не ги знаеме тука и референтните вредности, докторе, Да. но врз основа на ова што би можеле да советувате и да Да, кажете? значи со оглед на тоа што пациентката веќе има процес на ниво на каротидните артерии, значи она спаѓа во групата на пациенти со многу висок кардиоваскуларен ризик. За нејзе апсолутно е потребно да се ординира статинска терапија во соодветни дози според возраста, според коморбидитетите што ги има, со оглед на тоа дека повеќето коморбидитети, зависно од тоа која возраст е, може да прават интеракција со самиот лек. Заради тоа е битно да се зема статин или алтернативно езетимиб со цел за одржување на крвните садови, стабилизација на плаките и избегнување на одреден кардиоваскуларен настан. Во однос на аспиринот, апсолутно е важно да се зима аспиринот или алтернативно може да се зима клопидогрел. А низината дилема дали може би оваа состојба со холестеролот е поврзана со откажувањето на бубрезите, може ли да постои таква корелација или тоа Многу ретко. многу е? Многу ретко. Ке го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Ало, Во програма сте, повелете. добар ден, имам прашање за докторот. Повелете. Ме интересира, јас години страдам, мислам, од хипертензија, употребувам лекови, а и често ги примам, мислам, освера и тие појќе време, а кога ги оставам, например, да паузирам или кратко, мислам, 2-3 недели, повторно ми се покачуваат и холестеролот и триглицеридите. Дали може нешто замена или што може да се направи, мислам, понатака. Добро, ви благодарам за вклучување во програма. Фала. Да немавте некој подпрашање, докторе? Не. Не? Повелете. Значи, конкретно за нејзиниот кардиоваскуларен ризик може да се направи замена, односно може да се даде, како што реков, алтернативно езетимиб 10 мг еднаш на ден. Во однос на триглицеридите, зависно колку се покачени и зависно од нејзината комплетна состојба, битно е, ако имаме изолирана, пример, хипертриглицеридемија, може да ги дадеме фибратите, односно конкретно фенофибрат, триглид 145 или 165 мг на ден. И тоа апсолутно ќе има ефект. допринос, да. Ајде уште еден гледач да вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете.
Поздрав до вас и до гостинот. Ви благодарам. Само една кратка консултација ви поверал од докторот. Сосема случајно пред 2 месеца направив прв пат крвна слика во однос на холестеролот и триглицеридите. Испадна дека холестеролот е на граница, Така? но триглицеридите се двојно зголемени. Не знам зашто веднаш ми е препишана таблетарна. Само која вредност ви се триглицеридите? Дали знаете која вредност се триглицеридите? Имате прашање од докторот дали знаете која вредност? Ако вредности се не знам 4, мене ми се сега 8. Така, значи дупло. Калкулирам, не сум упатен Така, добро. конкретно. И ми препиша Аторис. Дали морам веднаш тоа навистина да го користам или да прво да пробате навики во животот? Така, или да прво да пробате со промена на животниот стил. Ова е многу убаво прашање. Ви благодарам. Во живот забележувате ваков проблем. Триглицеридите на таа референтна вредност и веднаш ми е препишана таблетарна. На која возраста? Колку години имате? Колку? 53. Имате некаков ризик здравствен во однос на диабетес, покачен крвен притисок? Предиспозиција за тоа имам од едниот родител, од другиот не. Инаку немате проблем со диабетес, со покачен пушач. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, што ќе кажете? Кај конкретниот пациент, прво или иницијално е важно да се отпочне со нефармаколошки третман, односно да се даде шанса на здравиот начин на исхрана, со оглед на тоа што ЛДЛ вредноста, како што разбрав, не ја имаше во лоши граници спрема кардиоваскуларниот ризик, но во однос на триглицеридите дека се изнесуваат 8, значи тоа е значаен број, потребно е да се земаат конкретно фенофибратите кои што се лекови за намалување на истите. Значи, кај него, предпоставувам, изолирана хипертриглицеридемија има и тој лек е важен да се зима. Но најнапред може да се обиде со најнапред апсолутно може да се даде, може да се даде. Колку време, докторе, шанса се дава? Од прилика 3 месеци. 3 месеца. Од прилика 3 месеци е некој период кој што би можеле да имаме увид, а зависно од, како што реков, дисциплината, конзистенцијата и волјата на пациентот, може тој период да се пролонгира. Така, значи може да проба 3 месеца, потоа направи крвна слика, па потоа да види дали има потреба за фармаколошка терапија. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање до докторот. Имам 70 години. Крвна слика ми е добра, докторката ми ги прекина да не ги пијам Атрис, пошто немало потреба, маснотијата ми била добра. Со притисокот сум добра. Сакам доктора да прашам дали да ги прекинам или по негово мислење да ги пијам доживотно. Ја така имам слушнато. Да, ова исто така е одлично прашање. Одлично прашање. Ви благодарам за вклучувањето во програма и веди се разреши дилемата на гледачката. Доколку се нормализираат вредностите на холестеролот, триглицеридите, со терапијата може ли да се прекине? Може, зависно од тоа повторно кардиоваскуларниот ризик. Кардиоваскуларен ризик спаѓа на пациент. Конкретно кај пациентката немаме докажано некоја состојба, како што ја разбрав, иако имаме поодмината возраст. Кај ваквите пациенти, кои што се генерално кажано со умерен кардиоваскуларен ризик, може да се применат одредени испитувања, кои што тој ризик би го рекласифицирале, односно би го покачиле или би останал на исто. Такви испитувања се, пример, каротидната доплер ултрасонографија, каде што дополнително ќе се процени ризикот дали имаат масни плаки, понатаму феморалната доплер ултрасонографија, значи на периферната на тоа нозете. Тоа е кај нозете, така? Да, кај нозете, на феморалната артерија и коронарниот артериски калциум скоринг, кој што исто така укажува на зголемен ризик за одреден пациент, односно тој се изведува во агацонови единици, каде што ако самиот број е над 100, веќе укажува на присуство на зголемен ризик, односно со поврзување на бројката
на холестерол или со самиот ризик возраста, може да се зголеми ризикот од умерен кон висок и според тоа да има потреба Така. од терапија. Значи индивидуален пристап кај секој пациент. Кај секој пациент. Нема универзален одговор на ова прашање. Да. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, повелете. Ја сакам да се уклучам малку кај вас. Така, вклучени На сте? линија сум. Да, во програма сте. Го очекуваме Ама, вашето прашање. Јас имам прашање до докторот. Така? Вака. Се работи за 40 годишен машко, синот, а триглицеридите му се 2,29. Малку му се високи, да. И холестеролот му е 6,2. Гликозата е 6. Не пуши, не е пушач. И се ме интересира како ќе се намали, дали нешто слушам со кето диета би се намалило. А он Така. пиеше пред тоа таблети од црвен ориз Аха, и еве го и оцетот, нашето следно што прашање. е природен оцет, јаболков оцет, Така. ама не се намалуваше. Ова му се сеја малку поише зголемени. А кажете ми, LDL има испитано? Дали имате вредност на LDL или Да ви не? кажам, овде има само на листата што беше крвна слика, триглицериди и холестерол 6,2. Така, вкупен само холестерол. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, доктора. Значи, конкретно за отпочнување на терапија за покачени триглицериди, земена е вредност од прилика 2,3. Значи, кај нејзе кај него конкретно 2,29, колку што разбрав. Значи, 2,3 е битно. Значи на горна граница, На ова така? горна граница. Тоа е опасно кога е на горна граница или? Па, реално гледано, може да се примени првен здрав начин Така. на живот, здрава исхрана, по нутритивен програм, едноставно да се применат здрави навики во текот на 3 месеци, за да може да се процени дали е потребно или не од терапија за хипертриглицеридемија. Значи најнапред промена на исхраната Да. и физичка активност и да се следи сето тоа. Ќе го вклучиме и следниот гледач пред да преминеме на прашањето за црвениот ориз. Добар ден, Добар ден. повелете. Голем поздрав во студиото. Ви благодарам. На 70 годишна возраст сум, Така? пијам Росвера, пијев од 20 мг, проверив крвна слика. Железото ми е 23,70, холестеролот ми е на 4,95, а триглицеридите 1,77. Интернистот ми ја намали дозата од 20 на 10 пијам. Ама јас многу се потам. Дали нешто има проблем со лековите и дали треба да ги пием и понатаму? Бидејќи пијам многу лекови за други работи. И за тироидна, и за тахикардија, и за смирување, и за депресија. За многу работи. Така. Ви благодарам за вклучувањето во Благодарам. програма. Докторе, што ќе предложите во оваа ситуација? Значи, конкретно, нус ефектот типот на потење кај пациенти што земаат редовна статинска терапија нема. Значи, кај истите е битно статинската терапија да биде добро тетрирана, односно дозата да биде добро погодена, заради тоа што постои ризик од интеракции, како што реков, ако е пациентка со повеќе состојби. Заради тоа што како нус ефект може да настанат мускулна болка, односно миалгија, миопатија со покачување на креатинкиназата или во најлоши случаи, иако ретко, рhabdomиолиза, односно некроза на скелетната мускулатура со миоглобинурија, односно исфрвање на миоглобин во урината, хронична бубрежна болест, али тоа е многу ретко, сепак присутно. Докторе, доколку некој при примената на статините забележи болка во мускулите, во зглобовите, трнење на мускулите, треба веднаш да се јави на лекар? Треба тука да се направи нека корекција на терапијата? Потребно е да се следи параметарот креатинкиназа. Тој е одговорен за тоа дали пациентот има миопатија или има само миалгија, односно нема покачување на креатинкиназата. Ако креатинкиназата е значајно покачена, односно над 5 од горната референтна граница, тогаш е потребно да се прекине дозата. Ако е средно, да речеме, зголемена, тогаш потребно да се намали дозата на статинот.
Оние пациенти што имаат проблем со нетолеранција на статините, може ли да земаат црвенорис? Еве гледачката веќе спомена дека незиниот син земал. Тоа е истражувањата покажуваат дека црвениот орис всушност се намалува ресорбцијата на мастите во цревата. Така. Дали може на таков начин, да речеме со земање на екстракт некаков од црвенорис или пак редовно конзумирање на црвенорис да се реши проблемот со холестеролот? Може апсолутно да помогне. Значи црвениот орис е докажано дека ги намалува вредностите на лошиот холестерол, но ова е во пракса или во рутина за пациентите, односно индивидуите со лесен или умерен кардиоваскуларен ризик. Тие што се со висок или многу висок мора да останат на терапија базирана на докази, односно според европските препораки или статин или алтернативно ако не се толерира статинот езетимиб. Значи во тој случај ќе мора медикаментозна терапија. Кај оние кај што е пониско нивото на покачениот лош холестерол, може да се обидат и со конзумација на црвенорис, ќе даде резултат. Апсолутно. Секојдневно да се зема? Секојдневно. Дури оние кои што генетски има нарушување на вредностите, односно се генетски покачени вредностите на холестеролот? Па зависи, како што реков, дали ако станува збор за фамилиарна хиперхолестеролемија, тогаш црвениот орис тука нема некоја голема улога, може само како суплемент да се користи. Тука главна терапија се статините и езетимибот. Постои ли начин да се превенира проблемот со покачените масти во крвта? Начин за превенција значи е примена на здрав начин на живење, здрава исхрана, престанок со пушење, намалување на крвниот притисок, зависно повторно од кардиоваскуларниот ризик, на доволно ниско ниво на одржување на крвен притисок, намалување на глукозата на гладно или на хемоглобин А1С под 6 и фактички кога ќе ги намалиме сите ризици и обезноста, да не ја заборавиме, значи кога ќе ги намалиме сите ризици, автоматски успеваме во можноста да го намалиме ризикот за понатамошно оштетување или кардиоваскуларна болест. Инаку не дава симптоми покачениот холестерол, ниту покачените триглицериди, може да почувствуваме, да речеме, атеросклероза? Може, и ако ја почувствуваме, обично станува збор за прогресивна состојба, каде што најчесто имаме сериозни последици од типот на миокарден инфаркт, мозочен удар, акутна исхемија на нозете. Кога веќе има некаков настан, кога е доцна. Да, веќе кога е доцна, тогаш се чувствува. Или зависно сега, нели, ако е состојба која што оди на кај миокарден инфаркт, може да биде нестабилна ангина пекторис или стабилна ангина, па тука да се исследуваат пациентите. А на каков начин се утврдува атеросклерозата, доктора? Може ли ке пациент да утврдите до кој степен му се развил овој проблем? Апсолутно, значи прво и основно е битно покрај крвна слика и биохемиски анализи, битна симптоматологијата, значи дали пациентот има симптоми и кои симптоми ги има. Например, ако има градна болка или и таа градна болка, например, се јавува потенцирано при напор или се намалува при мирување, тогаш најверојатно станува збор за ангина пекторис во стабилна форма, но ако е пролонгирана, ако се јавува над 15 минути, ако се влошува, потребно е да се разгледа од друга страна ЕКГ-то, односно ЕКГ записот, каде што ќе се утврди дали имаме некој акутен настан и зависно од тоа дали имаме изразена симптоматологија, битно е да се процени одреден ензим, срцев маркер, означен како тропонин, кој што би укажал дали има или нема акутно срцево страдание. И моето последно прашање за денеска се однесува на тоа колку често треба да правиме контроли на мастите во крвта. Колку често треба да правиме лаборатории? Конкретно на мастите во крвта, односно липидниот профил, потребно е да се прави на 6 до 12 месеци, но важно е доколку сакаме да иницираме статинска терапија
пред да ја иницираме таа статинска терапија, за да ги избегнеме нус ефектите од кои што стравуваат повеќето, да се одредат АЛТ, да се одреди креатинкиназата и врз основа на тоа да се даде терапијата. Ако нема покачување, се дава соодветната терапија спрема кардиоваскуларниот ризик, се проверува липидниот профил за 6 до 8 недели, а понатаму, ако све е во ред нормално, за 6 до 12 месеци. Оние кои што имале некаков кардиоваскуларен настан, како што инфаркт или пак некаква друга болест, статините ќе мора да ги пијат доживотно? Доживотно. Кај нив исто така ќе треба да се прави испитување на сето следење на сето она што го набројавте во текот на денешната емисија. Докторе, ви благодарам многу за убавите, јасни појаснувања на оваа тема, која што сите не засега, бидејќи многу често на систематските прегледи добиваме анализи, добиваме вредности кои што не сме ги очекувале, сметаме дека сме здрави и одеднаш ќе видиме покачен холестерол. Тоа не е нешто што треба да се занемари, бидејќи не чувствуваме никакви симптоми, туку веднаш треба да се реагира. Реагира, точно. Ми беше драго и задоволство што учествував во вашата емисија. Се надевам во следна прилика повторно. Така, се гледаме, докторе, повторно, а јас им се заблагодарам на гледачите што и денеска не следеа со внимание. Ова беше уште една емисија реализирана во соработка со Клиничката болница Жан Митрев. Гледајте нередовно секој работен ден во 12 часот и 50 минути на Телма, кога заедно учиме за нашето здравје. Ви посакувам пријатен ден.